Темата на денешната пресконференција е подобрување на конкурентноста на компаниите преку интервенции во формалното и неформалното образование. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори магистер Борис Тримчев од Стопанската комора на Македонија. Повели Борис. Во услови на глобален пазар, интензивна конкуренција, притисокот врз компаниите да ги подобрат своите процеси е се поголем. Подобрувањето на процесите во современото работење во голема мера зависи од квалитетот на човечкиот капитал со кој располага компанијата, кој пак зависи од квалитетот на образованието. Во таа насока, денес имаме за цел да ги представиме активностите кои ги реализира Стопанската комора на Македонија, а се поврзани со развојот на формалното и неформалното образование, како и да ги истакнеме експерименталните модели на образование со цел задоволување на потребите на пазарот на трудот. Ова презентација ќе ја започнам со активностите кои што комората ги реализира од аспектот од делот на формалното образование. Државниот систем на образование сам по себе представува формализирана структура која треба да задоволи пошироки социјални аспекти, а следствено на тоа станува збор за прилично ригидна структура која не може да се менува согласно пазарната динамика. И секако не може за кратко време да одговори на потребите на пазарот. Стопанската комора на Македонија е директно надлежна за спроведување на практичниот дел од образовните програми кои се реализираат во компаниите и во таа насока работиме во подобрување на квалитетот на реализација на програмите, вклучувајќи аспекти од работната средина, интеграција на работното место и секако квалитетот на менторите во компаниите. Она што да ставиме посебен акцент е флексибилноста на изведување на практичната настава. Флексибилноста ја толкуваме од аспект на можноста самите компании да можат да направат план и програма за реализација на практичната настава со цел по реална представа на работните задачи. Битен аспект секако е и осигурувањето на квалитетот при реализација на практичната настава, а комората е директно вклучена во тој процес. Секако во овој дел би сакал да ја истакнам и големата соработка која што имаме со Министерството за образование и наука и секако односните државни органи од областа на образованието. Стопанската комора на Македонија заедно со партнерите во проектот Образование за вработување во Македонија, кој што е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка, работи на цела компонента посветена на формално стручно образование во насока на подобрување на квалитетот и соработката помеѓу стручните училишта и компаниите. Особен интерес е имплементација на дуален модел на образование, кој во себе ги инкорпорира општообразовните аспекти, реализирани во училиштето, а од друга страна и стручните вештини кои се стекнуваат директно на работното место. Новост во таа област е информацијата дека на третата недела на стручни вештини, која се одржа во Австриската Стопанска комора од 5 до 9 ноември оваа година, за прв пат беше истакнат терминот трипартитно образование, кој во себе ги содржи комбинацијата од училиште, компанија и посебна компонента е посветена на дигиталните вештини. Тоа е делот за формалното образование. Сега ќе продолжиме за делот на неформалното образование, кој што е особено значење од аспект на брзото задоволување на потребите на компаниите, а во таа насока работиме на неколку проекти кои што се финансирани од интерните ресурси на Стопанската комора на Македонија и секако од надворешни донатори. Освен работата на бизнис центарот за тренинг и обука, кој е тренинг провайдер со повеќе од 15 верифицирани програми во Центарот за образование на возрастни, лиценцирани од Министерството за образование и наука, во делот на неформалното образование работиме на експериментални модели со цел тестирање и изготвување на предлози за најдобрите практики. Почнувајќи со Build Up Skills иницијативата, која што во 2012 година ја започнавме, а го таргетира градежниот сектор. Таа е програма која што е поддржана преку интелигентна енергија на Европската Унија. Во втората фаза, наречена обука на граѓани работници за енергетска ефикасност, тестиравме систем на препознавање или формализација на претходно стекнати вештини за кои лицата не поседува формална потврда. Во тој процес 967 лица од градежниот сектор поминаа низ системот за валидација со цел да се верифицира нивното знаење и вештини од областа. Овој систем беше нотиран, беа идентификувани слабите страни и беа предложени корективни мерки.
Денес овој систем представува база за формално признавање на претходно стекнатото образование и државните институции се активно вклучени во неговата формализација. За да имаме одржливост на целите на активностите кои што ги изведивме тогаш, во мај 2018 година го започнавме третиот дел од таа иницијатива, а тоа е проектот Трени, кој што се фокусира на енергетската ефикасност, има за цел да го заокружи целиот процес од аспект на работната сила. Тоа е проект кој што ќе биде оперативен до октомври 2020 година. Почнувајќи од 2017 година во влезната фаза, Стопанската комора на Македонија преку проектот Образование за вработување во Македонија работи на подобрување на понудата која испорачуваат приватните тренинг провайдери. Во оваа фаза тестираме заедничка соработка помеѓу компаниите и провайдерите во насока на подготовка на програма, меѓународна експертиза и реализација на тренингот со цел компаниите да се здобиат со квалитетна работна сила, а провайдерите, особено неформалните тренинг провайдери, да прошират својата понуда на обуки. Во моментот тестираме модели на соработка помеѓу компаниот и сектор кои ја креираат понудата, а тренинг провайдерот ја врши обуката за нив, со што процесот на вработливост по завршување на обуката на овие лица е релативно висок. Овој пример беше разговаран на работната група која го составува оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2019 година и една од мерките која ќе биде дизајнирана согласно оваа позитивна практика. Ова се само неколку примери, имајќи предвид дека првата фаза од проектот започна март оваа година, а целокупното времетраење е 10 години. Што значи дека во следниот период ќе следат уште повеќе позитивни примери кои подоцна ќе водат до значајни ефекти на пазарот. Колку е важно образованието, ќе се обидам да го искажам низ зборовите на Маријан Тисен, еврокомесар за вработување, социјални работи, вештини и мобилност, кој истакна дека дел од 101 милиарди евра од Европскиот социјален фонд ќе бидат искористени за поддршка на стручното образование и тренинг на млади лица, како и за преквалификација и доквалификација на возрастните. Во наредниот период Европската комисија ќе го дуплира фондот за Еразмус плюс програмата на 30 милиарди евра, зашто Европската унија сака да инвестира во луѓето. Согласно на кажаното, иднината ги носи најголемите двата предизвици во однос на пазарот на работна сила, а тоа се дигитализација и роботизација. Дел од средствата кои што претходно ги споменав ќе бидат наменети за Македонија. Покрај наведените активности, Стопанската комора преку Коморскиот инвестициски форум со седиште во Трст работи на регионална програма која има за цел инвестиции во опрема за спроведување на практична настава, од кој бенефит ќе имат училиштата, тренинг провайдерите и компаниите. Она што можеме да го заклучиме од денешното излагање дека овие детали кои што ги кажавме се само мал дел од целокупниот број на активности кои што комората ги реализира во делот на образование. Ги кажавме генерално неколкуте проекти кои што моментално ги реализираме, а кои што се следствено на претходните реализирани активности. Имаме доста позитивни практики и тука сме да одговориме на прашањата за кои што сметате дека е битно да се истакнат. Она што би можеле, согласно добиените податоци од Агенција за вработување на Република Македонија, да заклучиме е дека лицата со завршена градежна струка, скоро со сите профили на градежна струка, прехранбената струка, особено пекарите се дефицитарни, а од машинската струка се сите квалификации дефицитарни на пазарот на трудот. Како го заклучивме тоа? Тоа го заклучивме врз основа на бројот на активни баратели на работа кои што се во моментот на листата на агенцијата. Постојат определени, постојат определени профили за кои што имаме определена бројка кои што се прикажани како активни баратели на работа,
согласно структурните промени во економијата, очекуваме преку системот на неформално образование да можат да се преквалификуваат, да се доквалификуваат, за да можат да одговорат на актуелните потреби на пазарот на трудот. Сметаме дека треба квалитетот на формалното стручно образование и генерално на целокупното образование во Република Македонија да се зголеми од аспект на квалитет, додека неформалното образование да служи како комплементар на формалниот систем со цел да одговори побрзо на динамиката на пазарот. Ви благодарам. Ние секогаш со сите активности кои што ги правиме не излегуваме јавно, зошто бидејќи некои модели се во процес на тестирање. Можете да замислите дека ние имавме група од околу 1000 лица, точно беа 967 лица од градежен сектор за кои што не постоеше формална потврда за нив дека тие имаат некое завршено образование. Значи ние преку експериментален систем, сепак стануваше збор за повозрастна група на лица, преку експериментален систем кој што се уште не е ни доволно разработан во европските земји. Значи пробавме да ги препознаеме вештините кои што на неформален начин ги добиле некако на пазарот, а ги добиле врз основа на она што го работеле, добиле формална потврда и во наредниот период значи ќе може да се качат на скалата на платната скала повисоко, имајќи предвид дека имаат формален сертификат за завршеното образование. Затоа ви реков дека формалното образование не може да понуди од голем обем решенија. Тоа е дел на формалното образование. Значи, затоа сакаме преку овие експериментални модели да докажеме, односно да покажеме позитивни практики дека како може да се придонесе, затоа е пилот фаза, тест фаза. Изготвуваме најдобри практики и предлози и ги предлагаме до државата како би се променела во некој сектор. Кога станува збор за овие 1000 лица, стануваше збор за градежен сектор, но сега истиот тој модел е спремен и гледаме да го реплицираме во други сектори. Во право сте дека тоа е еден од од најголемите проблеми со кои што се соочува не само Република Македонија, туку Европската унија во целост. Значи ние ги пратиме и случувањата во поразвиените европски земји, сепак атрактивноста на средното стручно образование е пониска за разлика од нормално од високото образование. Затоа во 2019 сега планираме да воведеме комплетна кампања која што има за цел да ја подобри сликата на стручното образование. Сепак имаме многу позитивни примери од пазарот во кој што компании кои што вработуваат лица со средно стручно образование нудат солидни примања, работните услови ги задоволуваат стандардите, современите стандарди и сакаме да се фокусираме точно на оние позитивни практики дека и кај нас постојат. Тоа ни е целта, како би можеле да ја зголемиме атрактивноста на средното стручно.